баш како што кажи ти на стартот, тука ќе почне одново сето тоа и немирот, и ајде, и искушенијата, и пак ќе се изгубиме у кругот без излез. Да, затоа постојат безболни начини, за да не дојдеш до тие момент. Значи, некогаш и извинување може да дај ми преку порака. Сум пишувала писма, сум ги Не, палела. не, лично да ме опатиш. Можеш и лично да ме опатиш. Мислиш така, телепатска вежба нешто? Не е телепатска. Значи, еве лично јас со животот, јас сум имала врска, многу одамна. И човекот, дечкото стварно многу ме сакаше. Така? Јас имав симпатии спрема него и го сакав на почеткот нормално, меѓутоа беше премногу ме гушеше. Таа врска премногу ја гушеше. И одвој чекав да избегам од него, и избегав. Меѓутоа, веруваш ли дека после 20 години ја осетив дека треба да се извинам таму, затоа што ја направив неубав потек. Јас всушност повредив таа личност. Всички тоа излезе како ја да го знам дека го играм, а всушност мене ми сметаше неговата нападност, гушењето. И го откачив, така? Не и тоа беше разговарала да му кажеш барем ти извини, да. Е така. И значи поминаа толку години и јас добив прилика да му напишам порака да се извинам за сето тоа. Тоа извинување го направив повеќе и за себе. Да не ми биде теретот. И цело време го мислев дека мене нештото што ми се дешават е ради некоја си клетва, знаеш, така викат, не прави за останата, да. Може да се отслика, затоа што не си се понашал добро, иако си бил тогаш дете, што се вика, млад си бил. Не ги мислиш така работи. Не е изграден. Да. Ама го осеќав самата интуиција ми кажуваш дека треба да се обратам и да се извинам. И го направив тој многу убаво беше прифанато сето тоа. Ама добро е што извинете. И си го отфрлила тие товар од себе, за да не го влечеш и пресликуваш на други релации. Да, некогаш може на тој начин, например, да се изведе тоа што сакаш завршното да го кажеш, да се извинам што сегде, нели, што не ти реков ни чао, толку години поминаме заедно. Можеш на тој начин, меѓутоа можеш и со друг начин. Тоа е една техника што се вика сечење на тие врски, длабоки врски или кармички врски. Зависи какви се, нели, ти сам додека работиш техниката, сам осеќаш каква е врската. Меѓутоа, тие сесии се травматични. Може да исплачиш солзи колку што си чувала 3 години и 10. Значи, се тешки. Може постоа да ти биде пака, да не знаеш кај да се наоѓа, зошто сега тоа да ти биде мака, затоа што тешко ни е. Значи, го чувствуваме така, болно е. Ама после тоа иде ослободувањето. Кога кажа сега солзи на последната сесија што работиме со тебе, нели имаше тоа запрашај се, кој дел од телото, запрашај го каде е проблемот, разговарај со него. И нели баш и јавно кажав дека запрашав што е проблемот, како е проблемот и дека мене ми течеа солзи. И многу пати така кој ќе направам некоја медитација, мене ми течат солзи. Значи, не се треба чистам. Да се чисте нешто. Да, логички треба да се чисте, знам, свесно е. Имам исплачено многу солзи, па не знам, морам да го направам. Ама со овие сесија уште многу солзи. Многу. Добро, и како трае периодот, мислам, еве сега малце да дајме увод на цело тоа од прилика. Почнуваме да работиме. И тоа од прилика сега знам дека нема време сега да се каже конкретно месец, 2, 3, ама колку време ти треба да се вратиш пак у фокус, да бидеш значи, среќен сам со себе и да не го чувствуваш вие товар и мириси со ништа и прашалници у главата што знаеш дека не водат нигде. Пака сега. Тоа ти е исто како една јама. И не знаеме колку е дали дибока, колку е плитка. И сега замисли ти да го разборичкаш тоа. Сето што се скаменило унатре, ти го боричкаш и оно почнува да мириса. Значи, исто е така и човекот. Кога ставаме посебно под тепих некои работи, кога не ги решаваме у моментот и кога не презиеме одговорност за нив, ни го правиме баш тоа, ни стануваме една јама.
И се зависи колку сме ја полнеле таа јама со тие работи. Значи, ти че решиш таа, обично овие со врските се решават со една-две сесии, меѓутоа и после ќе си осетиш самата дали ти треба нешто. Ќе осетиш што ти треба. Од тие проблем тебе ти направил многу други проблеми, не е само едниот. Да. Затоа што ако земиш уназад, ти што си работела тие 2,5-3 години, да речеме, си можела можеби многу повеќе да сработиш и да постигнеш за себе, за личниот развој, за личниот успех. Меѓутоа самите мисли ти лепеле други работи. Че легниш, па винце ли че пиеш, па да излезеш ли, си барала начин да се отргнеш од мислите. Автоматски не си се вложувала да напредуваш од друг дел, туку едноставно си барала само нешто да за да избегнеш. Да, така, да го зацкриеш. Да го ублажиш, што се вика, да ублажиш болката. Да не мислам, че излезам, че одам тоа че правам или во че правам. Уредо е сето тоа и убаво е да се прави, меѓутоа лошо е кога одиме до степен да се запоставиме ни себе си. Нели? Да. Унапредоко да се запоставиме. И че помине сето тоа и ти паси тук со мислите. Се најдеш сама и паси тие мисли. Нерешени. Да. Да. Значи, обично така оде. Секој после сам си бара. И мојот процес не бил краток. Сум работела тоа од 2009 кога почнали и претходно имам работено, ама процесот на растот на чистењето започнал тогаш. Посебно најногу 2017 сум имала најефективно чистење. Значи тоа било, јас сум се прашувала на мојот учител, мајстор, че му звонам што се случува, се што треба да ми се случи у наредни 2 години, ја го доживувам у една недела, ама по-добро. Нели, негаш по-добро одма да го доживеам, него ли да го чекам да дојде после 2 години па да ме врачат цело време назад. Да. Затоа ја ги викам и мастер сесии, затоа што се премногу длабоки и се влева многу подлабоко и се постигнуваат со бредфорка, значи има техники што на различни може се комбинират, значи ја ги комбинирам техниките. Не е тоа, секој човек е различен. Не може ти со секој да работиш исто. Може у текот, може ни да правиме на сесија повторно раѓање или да правиме регресотерапија, меѓутоа у текот на процесот ја да видам дека тебе не ти делува тоа у моментот, ти треба нешто друго да се вметне. Јасно. Но тоа е и суштината, да знаеш повеќе техники, да манипулираш со техниките, да можеш да видиш што ти е потребно. Да. И многу луѓе така че речат што треба јас да работам. Не може тоа, додека не почнеш, ја не можеш да знам што е најдобро за тебе. Ниту па ти знаеш. Јасно, не си гатач да предвидиш од поглед што може да биде у сршта и у душта на човекот, што има скриено и у подсвеста што го влечиме и се манифестира. Имав пред 3 години тоа беше, може и повеќе, клиентка имаше дебелина и повеќе ми се јави за дебелината и стравот што да се земе со партнерот. Многу долга врска и страв да се земат. И рекоме, викаме, ајде почнеме да работиме малце со мастер техниките. И тука имаше мешање, морав да однесам у регресотерапија, затоа што видов дека проблемот е таму. Ни почнаме со една сесија, со една техника, завршиме со пета. Меѓутоа што се покажа? Кај не имаше кармичка врска. Значи, она се внеси у минат живот, кај што по очите се препозна со партнерот. И тоа е така, викат единствено нешто што наследуваме е окото. Да. И окото е тоа што не привлекува дека ја и ти треба да сме пријателки, тие треба да ми е партнер, познаник, значи окото е тоа што не привлекува. Преку окото е енергијата. И она влезе у минатиот живот и вика, мојот партнер е во, од каде го знаеш? Викам, исто личе, вика, не, очите му се исти. И отидиме до тие завети. Значи, они имале проблем у минатиот живот, му правеле збрки да се земат, знаеш, деца да имат,
И како завета не се нервира че биде, кога тогаш ни пак ќе се бидиме заедно и че имаме деца, ама не успеале у тия живот. Значи тука го дават, они се сречават. Ама добро, еве сега и за врската правиме муабет, се земаа после тоа и јас дури се изненадив кога видов на Инстаграм како покажа прстенот. Значи ми бев среќна затоа што девојчето не можеше, не сакаше да се мажи и беше здрав. Ме разбираш? Да. И една недела, 10 дена и на Инстаграм, так, прстен, вау, викам шо ева. Ама другиот проблем што беше, се виде она самата како е бездомник и детенце мало. Плаче за храна. И викам, шо ти е умот? Значи, шо е у неизниот ум моментот? У неизниот, вика да имам маса огромна, вика полна со храна, се че изедам. Значи, толку гладна. И нели идеме до моментот кога умира. Секогаш така и се работи регрес терапијата. Се оде моментот и таму се дават најголемите завити, кога умира човекот. И ги носи тие завити у другиот живот. И она како детенце умира. И сега ни тоа кога го расчистиме, овоа со партнерот го расчистиме, она ем стана невеста, си се омажи, ем си ослабна. Да? Да. Затоа што го влече она тоа уште. Тоа се многу интересни теми. Сега и друга една особа па со детенство, што не е окей детето, значи предходно, па детето неизно и било слугинка у животот. И сега Видиш она како и се рефлектира, слугува, да. сега она и слугува цел живот, до крајот на животот треба да и слугува. Тоа се рефлектира и си ги влечиме тие работи со нас. Се зависи кој што дал завет, нели? Значи да си... Клетва. Да, да си ги засукаме ръкавите и от предходниот живот се да изчистиме за да сме окей овие живот. Да. Значи зош викат решија кармата и направи дарма. Значи направи нешто добро. И со самото тоа што правиш добри нешта, ти ја чистиш твојата карма. Значи Ево го возот минува моментално. Вајда некој знак. да. Треба да се патува, да се тргне Треба да патот. се тргне, да се тргне патот. Патот. Кога се навлева у процес на работа, Само си кажува. Само си кажува од кај потекнува, што се И каде случува. треба да се работи. Да, кај треба. Ама за воа да не ти биде терет врската не е врска, меѓутоа сепак ти си врзана, врска е. Чим се уште го мислиш и тука е присутен, го чувствуваш како мирис, како појава, у сон ти се појавува, значи тоа е веќе врска. Ти си у врска. Само што не е опитлива. Мора да се расчисте. Да, И се нема сече. потреба средба да остваруваш. Ако нешто е за нас на менето, ќе Се биде случи. за нас на менето. Ама нека се случи, ама да биде чисто. Ако не е расчистено и ако не е чисто, поарно и да не се случи. Па ти кажем, и многу пати си имам помолено да го сретнам, да направиме разговор и сето тоа и така на моменти кои ќе западнам у длабоко сама со себе и си викам, леле Господе, сум се молела за тоа, ти не си ми го дал тоа, затоа што тоа не е најдоброто за мене, не е чистото за мене. И си го сваќам тоа ете. Па еве реики кога работиме, тоа е суштината. Некој кога ќе ми се јави клиент, ќе ми рече за енергетско лекување, така? Да. Можеш ли овоа, можеш ли? Ја луѓе не сум магионичар и не сум волшебник. Не сум гатач, не сум не знам како. Значи јас само користам универзалната енергија што сум активирала кај мене и треба да ја активирам и кај тебе. Така? Да. И која е намерата? Основното нешто што го викаме, го давам ова реики на таа и таа особа за нејзино најголемо добро и нејзина највисока цел. Значи, тоа е суштината. Ја не ти се мешам кој е твое најголемо добро, ниту па му се мешаме на Господ, на универзумот, значи тоа Како сакаш од наречи некогаш го и лошите работи се за добро за нас. Може ти не го доживуваш у моментот дека нели си викаш Господ нема, шо е воа мене се вака ми случува, меѓутоа тоа е за најдобро, за најголемо добро.
у моментот. Може те штити од нешто полошо. Баш. Но ти не знаеш што полошо може да дојде. И од лошто има полошо и од полошто има полошо. Да, Исто како и обратно. Така. Тоа е се што треба, нека си биде. Јас секогаш викам. И многу пати јас ми издешавале некои работи, че речам, ако е за добро, за најголемо добро, нека биде. Нели, и за моја цел, нормално. Не се лутам, значи сум надминала тешки работи во животот, што знаеш и, нели, Да, и моите да. и машки пријатели што викат, ја маш сум, па тоа да го надминам, да го поминам, нема да го издржам. Ама ете, било за моја највисока цел и најголемо добро. Така. Тоа е тоа. Да. Треба да сме свесни, да освестиме што сакаме, како сакаме да биде. Еве, например, има луѓе што имат и повторливи партнери, врски. Знаеш, повторувачки образци. Да. Различна форма, а се е исто. На почетокот е различно и после се е само исто. си ги правиш тригерите ти, се тригуваш само. Ама не се криви они, ние ги привлекуваме за тоа што ние не правиме, не презимаме одговорноста на нас и не го решаваме тоа. Не чистиме, да. Да. Треба и да го решиме. Негаш јас дури викам и напиши од дете кога си бил првата врска до последната. Види ги, да видиш дека ќе најдеш барем 3-4 работи што се исти од една до друга. Што те привлекувало? Точно. Некои раците, некои очите ги привлекуваат. Што те привлекува кај тие партнер? Сега напиши што е спротивно од тоа. И дали ти тоа го сакаш? Не е само физичкото, ние го гледаме обично физичкото. Па да. И за тоа и патат луѓето во животот. Точно. Тоа е тоа. Тоа е тоа што да кажеме финално, освен дека треба да работиме, ако стварно сакаме да пресечиме, ако не, вака може да лутаме цел живот. Да, треба да работиме на себе и прво пред себе. За себе. Да. Фокус на себе. Фокус на себе. Секој може, тоа си изговори, кога викат луѓето, немам време за мене, немам во тоа е изговор. Изговор полесно е така да кажеш, отколку да посегнеш. Секој има време, барем 5 минути. Кафето кога го пие е време за себе. Ама поинтересно му е на луѓето да си вратат на телефоните или други работи да прават. Тоа е време за себе. Искористи го за себе максимално. И прашуј се, што сакам, каков партнер сакам. Значи, прашуј се, не еднаш, значи цело време. За да знаеш што ти треба тебе у живот. Остаја фантазијата. Фантазијата настана. Длабината, внатрешно кад се прашаш. Што сакам ја, каков партнер сакам да имам? Зошто сакам таков партнер да имам? Што ти треба од тие партнер? Што сакаш да ти даде тие партнер? Што ти ќе му дадеш? Што ќе биде за општото добро вашата врска? Никој не размислува за околината, сите мислат себично, само, нели? Тргнувајќи од себе. Така. Значи, чекай што ќе даде таа наша врска. Да. Дека твоите родители ќе бидат мирни, твоите деца или мрзли. Без разлика, да. Без разлика, да. Кој секој различно. Значи да има секогаш треба и за општо добро. Така. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Хајде, бај-бај. Бај-бај. Убав разговор. Да.